Дали политичките партии натаму треба да добиваат пари од државниот буџет за промовирање на своите кампањи? Колку Македонија успеа да се справи со корупцијата и што ќе покаже новиот извештај на Европската комисија за напредокот на земјава? Анализата денеска во тема на денот ја има Наташа Гркова-Петрушевска. Наташа, повели. Ти благодарам, Марина. Добро вечер за тема на денот корупција и за мојата гостинка Слаѓана Тасевска, председател на Transparency International. Добре дојдовте. Добро вечер и благодарам за поканата. Го слушнавме прилогот на колешката за финансирање и за начинот на рекламирање на политичките партии. Дали досегашното финансирање и начинот на рекламирање има и корупција? Секогаш постои тука. Имаше една изрека, подобро ќе дознаеш дефиницијата за Кока-кола отколку што се финансираат партиите. Значи, секогаш постои можност за корупција, посебно за тоа како се прават предизборните договори во однос на тоа кој кого ќе поддржува и како и со колку и што ќе биде дадено за возврат. Знаете, ние кај нас така се функционира. Се е некако должничко-доверителски однос, и затоа се држи многу во тајност финансирањето на политичките партии. Немаме целосни извештаи се уште за тоа кои се донаторите и на кој начин се донира и што се донира. Значи, не се сите донации изразени во пари. Тука се можни корупцијски договори и сделки. Исто така можни се и преку влијанието преку медиумите, што е уште така сега уште една заложба повеќе. Гледам се настојува се повеќе да се додадат пари во буџетот за финансирање на кампањи преку медиумите, со што повторно ќе се доведат во неравноправна положба и медиумите. Меѓутоа ќе се влијае и на нивната уредувачка политика и во однос на тоа како ќе известуваат за определени политички партии и понатаму за работењето на определени влади. Да, затоа и се потребни измени, како што слушнавме и во прилогот, за да се надмине овој проблем. Утре ќе биде објавен извештај на Европската комисија за напредокот на земјава. Каде очекувате, во кое поглавје најголеми критики? Па мислам дека тоа мора да биде поглавјето 23, односно владење на правото. Тука се наоѓа и се она што се однесува за борбата против корупцијата, работењето на судовите и на јавното обвинителство. И мислам дека оваа година навистина заслужуваме многу сериозно да бидеме укорени од страна на Европската комисија за неспроведување на заложбите за борба против корупцијата и владење на правото. Би била разочарана доколку таму не ги најдеме и измените на кривичниот законник, за кој беше злоупотребено европското знаменце и се донесе една законот во една многу брза постапка. Значи, очекувам овој пат навистина извештајот да биде многу реален, односно критичен, затоа што досега повеќе има пракса да бидат извештаите розеви, односно многу поволни, тие велеа охрабрувачки и мотивирачки, меѓутоа кај нас мотивирањето не помага. Мораме да зборуваме вистината. Критики и минатата година имавме исклучиво во борбата против корупцијата и тоа во високите редови, високите функционери. Дали нешто сработивме годинава? Какви се вашите перцепции? Да, тогаш се зборуваше дека нема многу завршени постапки за високите функционери, дека постапките се одолговлекуваат и траат со години. Меѓутоа, оваа година многу брзо ги решивме сите тие постапки. Со еден чин на менување на кривичниот законник, сите тие случаи сега се застарени. Дали ќе оценат дека судовите се ефикасни или сме постигнале резултат, мислам дека не е тоа така. Напротив, покажавме дека не сакаме да се бориме против корупцијата. Посебно против високата корупција. Често пати говориме за корупција во многу области, но има ли сектор каде што нема корупција и што се случува вообичаено секогаш критички се настојува и се говори дека најмногу корупција има во јавните набавки. Кој е вашиот став, вашето гледиште по ова прашање? Јавните набавки се многу погодни за корупција. Ние воведовме мерки за
транспарентност, електронско надавање и така натаму, но се уште анализите покажуваат можности и не само можности, туку и де факто злоупотреби. Начинот на кој што се спроведуваат или критериумите кои што се договорени, најниски цени и така натаму, се покажа дека не се добри. Меѓутоа, се повеќе имаме информации и сознание за претходни договарања или пак за групно учествување во јавни набавки, односно парирање, со тоа што тој што ќе добие ќе се откаже или се склучуваат анекси. Значи има тука се уште многу поле за работа, посебно околу тоа како се спроведуваат договорите, откако некој ќе ги добие јавните набавки, тој дел уште не сме почнале ефикасно да го следиме. А во кој сектор нема корупција? Па многу би сакала да можам да кажам тоа. Во секаде во светот можеби ќе чуете дека најрегулиран сектор и најуреден сектор е финансискиот сектор, банкарскиот сектор и така натаму. Меѓутоа, за жал, кај нас и тука имаме проблеми, затоа што тука постојат строги регулативи во однос на тоа да се познаваат клиентите, како треба да се работи. Меѓутоа, жалам, но не можам да кажам дека имаме некаде барем сектор и област каде што немаме проблем со корупцијата. Пред неколку месеци Државното јавно обвинителство иницираше средби со надлежните институции во борба против корупцијата и криминалот. Значи, што сметате? Дали ова ќе биде еден голем импулс за борбата против криминалот? Од тогаш не видовме некоја посериозна акција. Меѓутоа, овде и ќе допунам уште едно прашање. Низ годините, констатацијата на граѓаните е дека по иницијатива на антикорупцијската комисија тешко обвинителството покренува кривична постапка. Какви се вашите видови? Да, има тука повеќе работи за коментар. Може да почнем од последното. Уште ние кога бевме во комисијата, познато е тоа дека обвинителството не постапува по предметите кои што се доставени од Државната комисија за спречување на корупцијата. Не успеавме да се разбереме тогаш, мислам и до ден денеска стои тој проблем. Гледам во извештајот на комисијата има наводи дека се доставени кривични пријави, меѓутоа од тие пријави, иако се секогаш добро обработени и засновани, јавното обвинителство никогаш не се нафати да отвори претходна постапка или истрага и да излезе на виделина еден случај на корупција, што мислам дека не е добро, веќе 20 години таа состојба се провлекува и тука во главном станува збор за висока корупција и мислам дека тоа не е главниот проблем, затоа што тука лежи високата корупција и интересите и можностите за влијание и во работењето на јавното обвинителство. Во однос на другиот дел од прашањата, како и каде, мислам дека така, да, не знам дали добро го запамтив она што сакавте да го коментираме. Пред неколку месеци имаше контакти обвинителството со сите надлежни институции во борба против криминалот. Од секогаш било тоа за мене многу чудно. Ако во закон е уредено како треба да соработуваат Министерството за внатрешни работи, јавното обвинителство, управата за финансиска полиција, антикорупцијска, тие се со закон утврдени надлежности и секој треба по законот свој да се постапува. Кога ќе тргнат да потпишуваат меморандуми за соработка или протоколи за соработка, малку е невообичаено и чудно и покажува дека всушност таму нешто не е добро. Постојат тие стандардни оперативни процедури меѓу law enforcement, значи полицијата и јавното обвинителство, кои што се јасни и треба да се почитуваат. Меморандуми за соработка, да, добро е со антикорупцијска комисија, но јас би рекла дека е подобро, уште подобро да седнат да имаат заеднички тимови за работа на конкретни предмети, со што обвинителите можат веднаш да се запознаат со предметите кои што се врзани со имотни состојби, судири на интереси, за да можат полесно да ги спроведат постапките. На што се должи ниската доверба кон судството? Дали и тука корупцијата има влијание? Апсолутно дека има.
на понижувачки ниско е нивото. Значи 4% од граѓаните има доверба во судството. Знаете, некогаш се велеше чесен суде, кога ќе отиде некој во суд, ќе му се обрати на судот и на судијата со чесен суде. Тоа одамна престанавме да го зборуваме, затоа што така не се чувствуваме. Граѓаните за тоа дали судот е чесен и дали таму има корупција и дали треба да имаат доверба, едноставно го знаат и го чувствуваат преку личното искуство. Ние не треба на никого ништо да му кажеме, доволно е да ги види искуствата на тие околу себе или личните искуства и состојбите воопшто се многу јасни и затоа граѓаните се свесни дека тука има проблем и самите бараат да се надманат проблемите, не само во кривичниот, нив повеќе ги засега однесувањето на судиите во граѓанските судови, каде што не можат да се надеваат на пресуда заснована на правда и на право и на закон. Последно би ве прашала, денеска премиерот на Португалија Антонио Коста поради истрага за корупција поднесе оставка. Можно ли ова ниво на политички морал и кај нас? Па да се надеваме дека некогаш ќе ни дојде тоа, меѓутоа со ова уназадување на кривичниот законник, намалување на санкциите, намалување на времето на застарување на кривичните дела, однапред се паза да не им се случи Санадер, како што се случи во Хрватска. Мислам дека се уште не можеме да се надеваме дека такво нешто ќе ни се случи, но добро е да ги знаеме примерите. И во Австрија сега има постапка против поранешниот премиер, сега е во португалскиот. Има многу такви примери во светот, но за жал пак ќе констатираме дека тоа зависи и од политиката, која што контролира се во оваа заробена држава, ги контролираат институциите, но зависи од обвинителите и од судиите кои што треба да се изборат за својата професија. Ви благодарам на гостувањето, Марина Повели. Благодарам и ја.